It is my wish Моја желба е that God be present in our midst through the Holy Spirit, да Господ биде присутен преку својот Дух Свети во нашата средина. and it is my wish that the Holy Spirit lead me and you as we study the Bible. И би сакал да Светиот Дух и мене ме води, но и сите вас додека ја проучуваме Библијата. That's why we must ask for the presence of the Holy Spirit, Токму затоа треба да го побараме присуството на Духот Свети. and we must prepare to live from here when the Holy Spirit is prepared to lead us to live. Треба да бидеме спремни да ја напуштиме оваа просторија кога Светиот Дух ќе не подготви за такво нешто. This is the fourth seminary that we have today, Значи ова е четвртиот дел од нашиот семинар денеска, and on the other three that are past, а на минатите три дела кои што веќе поминаа, in none of them I was able to stand in the time that was fixed to me. во ниеден од тие три дела не успеав некако да се ограничам во она време кое што беше предвидено од прилика. And I'm not doing any effort to stay in a specific time. И воопшто не се трудам да се ограничувам со некое одредено време. Because I believe that we are asking for the presence of the Holy Spirit to guide us, He will come here. Бидејќи јас верувам дека ако го бараме Духот Свети да не води, тогаш тој ќе дојде и ќе биде присутен меѓу нас. And if we live before His leaving, И ако напуштиме пред тој да ни каже такво нешто, our religion is just a form. тогаш нашата религија, нашата вера е само форма. While I know that are people who have problems Иако знам дека постојат луѓе со своји проблеми and cannot stay for whole period here, и можеби не можат да седат цело време, за целиот период, за време на предавањето, it is not a problem for them to leave whenever they want. не е проблем тогаш за нив да напуштат и секогаш кога ќе имаат потреба за тоа. But in the same time, Но во исто време, I'm sure that our people сигурен сум дека нашиот народ, who are trying to schedule the program of the Holy Spirit, кои што се обидуваат да го да му дадат распоред на Духот Свети, and the Holy Spirit must be forced to work at our heart at least maximum 1 hour, maximum 1 hour and a half. и да го ограничиме, да кажеме Светиот Дух да работи на нашето срце, да речеме час или час и пол максимум. You must know that in the time of Jesus, Мораме да знаеме дека во времето на Исуса, the people that loved Him, луѓето кои што го љубеа, when He finished a sermon, кога тој ќе завршеше со своето проповедање and leave them, и кога ќе ги напуштеше, they walk after Him to hear another sermon. тие одеа по него, го следеа за да слушнат уште нешто. This is the true religion. Ова е вистинската вера и религија. We are being able to stay speaking with each other 2 or 3 hours without any problem. Значи, воопшто не е проблем да кога ќе седнеме да разговараме меѓусебно за било што и 2 и 3 часа, тогаш не е проблем воопшто. We can stay in front of the TV in the night 2 or 3 hours without any problem. Навечер исто така без проблем можеме да зјапаме во телевизорот 2-3 часа исто така. But we haven't obtained the habit to study the Bible, to have a real study of the Bible. Но некако не сме стекнале навика да имаме време да ја проучуваме и тоа вистински да ја проучуваме Библијата. And we must correct this problem. И мораме да го средиме овој проблем кој што го имаме. God will help us to do this. А Господ ќе ни помогне во тоа нешто. If we are understanding the fact Ако го разбираме фактот that our presence here it's not a presence to a theater. дека нашето присуство овде не е присуство на некаков си театар, but is the presence in the presence of the Lord,
туку дека сме во Божје присуство. And in this time God is working through His Holy Spirit И дека во тоа време додека сме присутни, Господ работи преку својот дух upon our mind на нашите умови and heart, и на нашите срца, calling to repentance. повикувајќи не да се покаеме. Please understand, Ве молам, разберете, not my words, не моите зборови, but the love of God for you туку разберете љубовта што Бог ја има кон вас and His wish to learn to study the Bible и неговата желба да научите да ја проучувате Библијата, without getting bored after a half an hour or an hour. без да ви издосади после половина час или еден час. When we learn to love Jesus, Кога ќе научиме да го љубиме Христа, we love to hear Him speaking to us hour by hour and hour. тогаш ќе сакаме да го слушаме со часови. Yesterday in the evening, Вчера вечер we haven't finished the presentation of all quotes that I wanted to present. не ги завршивме сите цитати кои што требаше да ги прочитаме, да ги разгледаме. So we will continue with these passages, and after that we'll study what was planned for this evening. Значи, најнапред ќе ги разгледаме овие цитати, а потоа ќе продолжиме со она што беше планирано за оваа вечер. I want to read to you a passage from Messenger from May 10, 1893. Значи, најнапред ќе ви прочитам цитат кој што се наоѓа во Messenger од 10 мај 1893 година. We must come under the provisions of the Abrahamic covenant, and the requirements are, if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Ние мораме да дојдеме под одредбите на Аврамовиот завет, а неговите барања се: а ако сте пак вие Христови, тога сте Аврамово семе, наследници по ветувањето. Which are the requirements of the covenant made by God with us? Кои се одредбите, кои се барањата што Господ на заветот што Господ го прави со нас? Ellen White says so. Еве како што вели Елен Вајт, значи. If ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Ако вие сте Христови, тогаш сте Аврамово семе, наследници по ветувањето. What means to be Christ? Што значи да бидеме Христови? What means to be Christ? Што значи да бидеме Христови, значи? Does it means that if I'm asking Christ to be present here, Дали тоа значи дека ако побарам да Христос биде присутен овде, and He's coming here, и ако тој дојде овде, listening to my invitation, значи ако ја послуша мојот повик, and He wants to stay here for 3 hours, и еве ако сака да остане овде 3 часа, I am of Christ if I want to live after 2? дали јас сум Христов ако јас сакам да напуштам после 2 часа? Значи тој сака 3 часа да остане, а јас ќе напуштам после 2 часа. We must learn a lesson. Мора да научиме лекција. Christ is making the program for us, not us for Christ. Значи Христос ја прави програмата за нас, а не ние за него. That's in all things, not only in this. Значи тоа се однесува на се, во сите области, не само во ова нешто. Another passage, the Signs of the Times, September 5, 1892. Друг цитат, читаме од списанието Знаци на времето, 5 септември
1892 година. The only means of salvation is provided under the Abrahamic covenant. Единствените средства за спасение се обезбедени под Аврамовиот завет. So, there is no salvation outside of Abrahamic covenant. Значи не постои спасение надвор од Аврамовиот завет. And the last one is found in Sign of the Times, June 12, И 1901. последниот цитат исто така го наоѓаме во Знаци на времето, 12 јуни 1901 година. The covenant of mercy was made before the foundation of the world. It has existed from all eternity and is called the everlasting covenant. Заветот на милоста беше направен пред создавањето на светот. Тој постоел од сета вечност и е наречен вечен завет. So considering these quotes from the spirit of prophecy, размислувајќи околу овие цитати од духот на пророштвото, near the righteousness of faith topic, which you consider to be the most important topic to be studied by us? Покрај оправдувањето со вера, што мислите која тема е можеби најважна за нас да ја проучуваме? Should it be the everlasting covenant? Дали тоа треба да биде темата за вечниот завет? Let's go in John, the Gospel of John, Да отвориме во Евангелието по Јован, at chapter 5, пето поглавје, and we will read from there first, verse 39. значи Јован 5, стих 39. Jesus is asking the Jews, search the scriptures, Значи Исус ги прашува евреите. for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Вие ги проучувате писмата, зашто мислите дека имате вечен живот во нив и тие сведочат за мене. So he said to them, search the scriptures. Значи им се обраќа и им вели, проучувајте ги писмата. You must do this because you believe that in them you shall find the Messiah. Мора да го правите ова затоа што верувате дека во нив ќе го најдете Месијата. You think that in them you have eternal life. Вие мислите дека таму исто така ќе го најдете вечниот живот. But the scripture are speaking about me. Но писмата зборуваат за мене. Now, what do you think? When Jesus was pointing to the scriptures, he was pointing to the New Testament or to the Old Testament? Што мислите, на што укажувал Исус кога укажувал на писмата? Дали на Стариот или на Новиот Завет? The Old, because the New did not exist. Нормално на Стариот Завет, затоа што Новиот се уште не постоел тогаш. So Jesus is asking the people to search the scriptures, the Old Testament. Значи Исус бара од луѓето да ги проучуваат писмата, да го проучуваат Стариот Завет. Because in the Old Testament they will find life. Затоа што таму ќе го пронајдат животот And they will find Jesus. и ќе го пронајдат Исуса. But I want to look further in the next verses. Меѓутоа, ајде да ги погледнеме понатаму останатите стихови, Starting with verse 45. започнувајќи од 45 стих. Do not think that I will accuse you to the Father. There is one that accused you, even Moses, in whom ye trust. Не мислете дека јас ќе ве обвинувам пред таткото. Има кој ве обвинува, Мојсей, на кого што се надевате. For had ye believed Moses, you would believe me, for he wrote of me. Зошто ако му верувавте на Мојсија, ќе ми верувавте и мене, зашто тој пишуваше за мене. But if ye believe not his writings, how shall you believe my words? Но ако не им верувате на неговите писма, како ќе им верувате тогаш на моите зборови? So from all scriptures of the Old Testament, Значи од целото писмо, од Стариот Завет,
Jesus is pointing his listeners to the books of Moses. Исус ги насочува своите слушатели на Мојсеевите книги, Telling them, кажувајќи им, when you will understand the writings of Moses, ако кога вие ќе ги разберете списите на Мојсей, you will understand my words. тогаш ќе ги разберете и моите зборови. But if you do not understand the writings of Moses, Но ако не ги разберете списите на Мојсеја, you are not able to listen and understand my words. тогаш нема да можете да ги разберете и да ги послушате моите зборови. Please look in verse 46 and 47 in your Bibles. Значи, погледнете самите во своите Библии 46 и 47. Did Jesus told them so? Дали Исус ова им го вели? That condition Дека, for them to understand his words дека условот за нив да ги разберат неговите зборови is that they prior to this they must understand the writings of Moses. условот е тоа да претходно ги разберат Мојсеевите списи. Now, Сега a question arises. се појавува едно прашање овде. Can we understand the words of Jesus Можеме ли да ги разбереме Исусовите зборови if we haven't understood the words of Moses? ако не сме ги разбрале Мојсеевите зборови? Yes or no? Да или не? No. No. Дали ако не сме ги разбрале, дали може да ги разбереме Исусовите зборови ако претходно не сме ги разбрале Мојсеевите? No. No. Okay. Now, if the Jews Ако, in the time of Jesus 2000 years ago almost значи ако евреите во времето на Христа, скоро пред 2000 години, were not able to understand the writings of Moses, не можеле да ги разберат списите на Мојсеја, Мојсеевите списи, why would be more easy for us to understand them? тогаш зошто би било полесно нам да ги разбереме? Or Би било what нам. assurance do we have that we understand them correctly? Или каква сигурност имаме дека ние ги разбираме токму онака како што треба, точно? Now, Сега, which was the subject, the main subject of the writings of Moses? која беше главната, основната тема во Мојсеевите списи? Who can be found from the first pages of Genesis till the last pages of Deuteronomy? Која што може да се види од првите страници на Битие па до последните страници на Второзаконие, значи од прва до пета Мојсеја. Give some answers. Повелете, дајте некој одговор ако the plan of salvation. The plan of salvation, The sin. about the sin, Добро, гревот. Jesus. Jesus, Jesus. yes, The laws and the laws, the sacrifices that pointed to Jesus. the sacrifice that pointed to Jesus, okay, Жртвите што покажуваат на Христа, да, како што кажете. others, Други? The history of Israel. my dear brothers and sisters, Драги мои браќа и сестри, the Bible begins with the promises of God to save us from sin. Библијата започнува со ветувањата дека Господ ќе не спаси од гревот. Некој спомна ветување, мислиш? Да. And the last book of Moses, Deuteronomy, ends with the promises of God to save us from sin.
А и последната книга, петата Мојсева книга завршува со такви ветувања, дека Господ ќе не спаси од гревот. Note on your notebooks Genesis 3 with 15 Забележете во вашите бележници, Битие 3:15 and Deuteronomy chapters 29 to 32. 29 till 32. Oh, okay, chapters. chapters. 29, 30, 31, 32. And before you said Genesis 3:15. verse 15. Okay. Yes, 13. Just one 29, verse, and here's some chapters. 29 to 32. И второ законие 20, од 29 глава до 32 глава. Значи тука имате повеќе глави. Пета Мојсева. And you shall see that И ќе видите дека between these passages помеѓу овие пасоси the main subject is the covenant of grace, дека главната тема е заветот на милоста, the everlasting covenant. вечниот завет, тоест. In Genesis 3 with 15, Значи во Битие 3:15 што имаме? God says so. Еве што вели Господ во Битие 3:15. Познат стих, нели? I will put enmity between you and the woman, Јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, and between thy seed and her seed. помеѓу твоето семе и незиното семе. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Whose the seed? Кој е семето овде? Кој е семето во овој стих? Who's the seed of the woman? Кој е жениното семе? Jesus. Jesus. I would like to have a flip chart here, but I don't have. So if you have notebooks, write on them. If not, keep in mind this. Би сакал да имам нешто тука каде би можел да пишам, меѓутоа ако вие имате бележници со вас, запишете или пак запомнете. The seed is Jesus. Семето е Исус. You said so. Вие така рековте, нели? Remember this. Запомнете го ова. Now we entering in the subject more in deep. Влегуваме се подлабоко во нашето проучување денеска, темата. We are going to Genesis chapter 12 Отвараме во Битие 12 поглавје and read again verse 1. 12 поглавје Битие првиот стих. Now the Lord had said unto Abraham, Господ му рече на Аврама: Get thee out from thy country, Babylon, излези од својата земја, значи излези од Вавилон, from thy father's house, from thy kindred, значи од родното место и од татковиот дом, unto a land that I will show thee. и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Tell me, Кажете ми, when God called Abraham, did he tell him which is the country? дали Господ му кажал на Аврама која е таа земја каде што треба да оди кога го повикал? Did he name the country? Дали ја именувал земјата? No. No. He said only, come out of Babylon to a country that I will show thee. Значи единствено му вели излези од Вавилон и оди во земјата што ќе ти ја покажам. So Abraham left Значи Аврам го напушта Вавилон, because God made with him a covenant, бидејќи Господ склучил завет со него, an everlasting covenant, вечен завет, on the basis of which he promised something to Abraham. врз основа на кој завет нешто му ветува на Аврама. It's clear? Дали е јасно до тука? Now Ellen White was saying to us that we must enter on the same covenant.
Елен Вајд во претходниот цитат што го читавме ни кажува дека ние треба да влеземе во тој исти завет. And there is no means of salvation outside of this covenant. И не постојат средства за наше спасение надвор од овој завет. Is correct? Дали е тоа така? Okay. Уред. Now, let's go in Genesis chapter 15. Сега да отвориме во Битие 15 глава. We will begin to read. И ќе започнеме со читање From verse 1. од првиот стих. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. По тие настани Бог му испрати слово на Аврама во видение. Не бој се, Авраме, јас сум твој штит, а твојата награда ќе биде многу голема. And Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childrenless, and the steward of my house is the Eliezer of Damascus, or is this Eliezer of Damascus? Аврам рече, Господи Боже, што ќе ми се даровите кога останав без пород, кога овој Елиезер од Дамаск ќе го наследи мојот дом? What was Abram asking for God to give to him? Што барал Аврам од Господа да му биде дадено? He wants a child. Да, He wants дете. a child. Бара дете. Now, verse 3. Сега трети стих. And Abraham said, Behold, to me who has given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. Аврам рече уште, ете не ми даде потомство, и слугата роден во мојот дом ќе ми биде наследник. Abraham is saying like this. Аврам всушност вели вака. Lord, you asked me to leave the center of civilization. Господе, бараш од мене да го напуштам центарот на цивилизацијата. The most wealthy country in the world. Најбогатата земја на светот. The place when personal development and business development is at highest level. Каде што постои највисоко ниво на личен развој и развој на бизнисот. You promised to give me a country. Ми ветуваш дека ќе ми дадеш некоја друга земја, But what you will give to me, но што ќе ми дадеш? I don't have to give further to my children because I don't have any children. Значи, немам на кого тоа да го дадам понатаму, затоа што немам своји деца. And your promises about the country to me must pass to my servant. Значи, според тоа, твоето ветување дека ќе ми дадеш земја, треба сега да го дадам на мојот слуга. So your beautiful country that you promised to me Значи, таа прекрасна земја која што ти ми ја ветуваш, is not going to my child, нема да можам да му ја дадам на мое дете, мое чедо, but is going to my servant. туку на мојот слуга. You feel the desperate cry of Abraham? Do you feel the desperate cry of Abraham? Дали го ја чувствувате овој очај кај Аврама, да? The legacy, the heritage promised by God to be given in the hand of a servant. Наследство кое што Господ му го ветува да биде дадено во рацете на еден слуга. It was something unimaginable for Abraham. Ова било нешто незамисливо за Аврама. And God starts to answer to him. И еве Господ започнува да му одговара. Verse 4. Четврти стих. The word of the Lord came unto him saying, Ама Господ пак му испрати слово. This shall not be thine heir, Тој нема да стане твој наследник. but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Тој нема да стане твој наследник, туку ќе наследи твојот потомок кој ќе произлезе од твоето бедро. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven and tell the stars,
if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. Го изведе надвор и рече: погледај сега на небото и изброј ги звездите. Ако можеш да ги преброиш, и му рече: толкаво ќе биде твоето потомство. Verse 6. 6 стих. Abraham believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Аврам му поверува на Господа и тоа му се засмета за праведност. Now we have the definition of righteousness. Овде сега имаме дефиницијата за праведност. Righteousness means to believe in the words of God. Праведноста значи да се верува на Божјото Слово, на Божите зборови. Even that you don't have any clue, any evidence that these words will be reality one day. И покрај тоа што немате воопшто никаков доказ дека тие зборови еден ден ќе станат реалност. This is the red line that you will find from Genesis to Deuteronomy in the writing of Moses. Значи ова се провлекува како една црвена линија што можеме да ја најдеме, да ја видиме во сите списи од на Мојсија, од првата до неговата пета книга. The promise of God about a country for a seed. Значи ветувањето Божие за земја која што треба да се наследи и семе. And not only for the seed, but for Abraham also. Значи за семето, и тоа не само за семето, туку и за Аврама, исто така. Now, we read further. Читаме понатаму. God is making with him a covenant. He's asking to sacrifice some animals. Значи Господ прави завет со него, бара од него да жртвува животни. Now please pay attention to the verses following verse 13. Значи сега внимавајте на следните стихови до 13. We start with 13. Аха, ќе започнеме во 13 стих. And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. И Господ му рече на Аврама: знај дека твоите потомци ќе бидат странци во туѓа земја, ќе робуваат и ќе бидат угнетувани 400 години. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall they come out with great substance. Ама јас ќе му судам на народот кому ќе му робуваат и конечно ќе излезат со големо благо. Before reading the next verse, Пред да го прочитаме следниот стих. Did God promise to Abraham to give to him a country? Дали Господ му ветил на Аврама дека ќе му даде земја? Yes or no? Да или не? Yes? You are sure? Дали сте сигурни дали му ветил земја или не? You are sure that God promised to Abraham a country? Дали сте сигурни дека Господ на Аврама му ветил земја? She says that he was not buy it after. Okay, the sister did not answer to the question, but said something interesting, and we will speak maybe about this. Значи сестрата не даде одговор на прашањето, но кажа нешто интересно за кое што подоцна може да проговориме. It was a good answer, but I need a yes or a no about. Сакам да слушнам дали да или не во врска со ова прашање. No. So, let's go back to Genesis chapter 12, read verse 1. Да се вратиме во 12-тото поглавје од Битие и да го прочитаме првиот стих, да се подсетиме што ви. Now the Lord has said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Значи Господ му вели на Аврама: излези од својата земја, од родното место и од татковиот дом и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Let's go now in chapter 15, verse 8.
15 глава, сега одиме, стих 8. Abraham is saying to the Lord, Аврам му вели на Господа: Lord God, Господи, Господи, whereby shall I know that I shall inherit it? по што ќе знам дека ќе биде моја, дека And ќе ја he, наследам? and he said unto him, Take me an heifer of 3 years old, and a she-goat, and so and so. И Господ му одговара: принеси ми 3 годишна јуница, 3 годишна коза и така натаму. At the question of Abraham, Аврамовото прашање е: whereby shall I know that I shall inherit the country? по што ќе знам дека ќе биде моја, се однесува на земјата? God is asking him to sacrifice some animals, И Господ бара, нели, од него да жртвува нешто од to животни, split them in two, да ги подели на две, put apart face to face, да ги сврти една кон друга, да, едно кон друго, делот од... and God and Abraham passed between the parts of the sacrifices. Do И you remember? Господ и Аврам поминуваат низ двата дела од принесената жртва, ако се сеќавате на тоа, нели? And now I have the question. Е, сега имам прашање. Did God promise to Abraham a country? Yes or no? Е, сега повторно прашањето, дали Господ му ветил на Аврама земја, да или не? Someone says yes, someone says no. Okay. So we have yes, but still we have no. Имаме одговори со да, но и не. Ќе ве молам повеќе за тишина, затоа што ќе качам некој друг да преведува. Спротивно. Let's go now in verse 13, verse 15. It is the last verse of the Bible, and those who said no, please say amen after I read this. 13 and 15 from the 13 with 15, Genesis. Genesis 13, 13, 15. Битие 13, стих 15. And also 14. И 14, 14 и 15. And the Lord said unto Abram after Lot has separated from him, Господ му рече на Аврама откако Лот се оддели од него: Lift up now thine eyes and look from the place where thou art, northward and southward and eastward and westward. Подигни ги своите очи од местото каде си и погледај кон север, кон југ, кон исток и запад. For all the land which to see, Зашто сета земја што можеш да ја видиш, to thee will I give it. ќе ти ја дадам тебе. Amen. Амин. So the question again, does God promise to give to Abraham a country? Уште едно прашањето, дали Господ на Аврама му ветил дека ќе му даде земја? Yes. Everybody now? Сите се служувате? For sure? Сигурно? Yes. Sigur. Okay. Now, let's go in chapter 15 15 глава and continue reading verse 15. и продолжуваме со читање 15 стих, 15 значи. And thou shalt go to thy fathers in peace. Thou shalt be buried in a good old age. А ти ќе отидеш при своите татковци во мир, ќе бидеш погребан во добра старост. Have you understood? Го разбравте ова? In Genesis verse 15, God is telling Abraham Во 15-тото поглавје од Битие, Господ му вели на Аврама that he will die. дека тој ќе умре. Now I have another question. Уште едно прашање до вас. Did God give to him the country till the moment when he died? Дали до неговата смрт Господ му ја дал земјата, ветената земја? Yes or no? Да или не? God is not a liar. Господ не лаже, нели? So he gave him the country or not? Дали му ја даде или не му ја даде земја? To him, not to his seed. Значи да, no, he says that he gave it to him, but he didn't took it. He died. No.
let's put in other form the question. Ајде поинаку да го поставиме некако When прашањето. Abraham was dying, before dying, he was in inheritance of the country, he was the heir of the country, he was in his possession or no? Дали пред да умре Аврам, дали ја наследил таа земја, дали ја поседувал веќе или не? They say no. No? No, thank you very much. Let's confirm with the Bible that is no. Ви благодараме сега да потврдиме од Библијата дека е не. Our opinion does not matter. Не е важно нашето мислење, да видиме што вели Библијата. One of the points is what was telling about sister some moments ago. Значи, една од поентите во врска со она што го кажуваше сестрата, Because she said that Abraham bought land from those who are living in Canaan. значи нели таа каже дека Аврам купил земја од оние кои што живееле во Канан. And if the country it was his, he cannot buy from him. If the country was his. Значи, ако земјата е негова, тоа што не може да купува само од себе, нели? So it is clear that he bought some land from the masters of the land. Значи, јасно е дека ја купил земјата од некој си собственик на таа земја. But we must be sure that it is so. Но меѓутоа треба да бидеме сигурни дали е тоа така. Please open the Bible in Acts chapter 7. Да отвориме во Дела апостолски 7 глава. And let's read starting with verse 2. Од втори стих читаме. 7 глава Дела. And he said, it's about Stephen speaking to the Jews. Значи, овде е познатиот говор на Стефан. Men, brethren, and fathers, hearken. Браќа и татковци, чујте, вели Стефан. Do you know what means hearken? Знаете ли што значи чујте? Hearken, please. Ве молам, слушајте. The God of glory appeared unto Father Abraham when he was in Mesopotamia before he dwelt in Haran. Значи, слушајте се внимателно. Бог на славата му се јави на нашиот татко Аврам, кога престојуваше во Месопотамија, пред да се насели во Харан. And said unto him, И му рече, Get thee out of thy country and from thy kindred, and come into a land which I shall show thee. излези од својата земја и својот род и појди во земјата што ќе ти ја покажам. Then came he out of the land of the Chaldeans, Тогаш тој излезе од халдејската земја and dwelt in Haran. и се насели во Харан. And from thence, when his father was dead, he removed him into this land wherein you are now dwell. И оттаму по смртта на татко му Бог го пресели во оваа земја во која што живее сега. Pay attention, hearken. Внимавајте, почујте, слушајте. And he gave him none inheritance in it. Но не му даде наследство во неа. No, not so much as to set his foot on. Ни една стапка од земјата не му даде. Now, Е сега, God is promising to Abraham a country. че Господ на Аврама му ветил земја, Get thee out of the most wealthy country in the world. значи пораката до Аврама е излези од најбогатата земја на светот, Come out from the place where your prosperity is assured. излези од местото каде што твојот просперитет е сигурен, Come out from the place where your business will grow up. излези од местото каде што твојот бизнис ќе расте, Come out from the place where your children will obtain the higher education. излези од местото каде што твоите деца ќе можат да достигнат највисоко ниво на образование. And come to a country that I will show thee. И дојди во земјата што јас ќе ти ја покажам. And we read yesterday И вчера прочитавме that in these words, дека во овие зборови, when God told Abraham that in you all the families of the earth shall be blessed, дека во тебе, во Аврама, сите жители на земјата ќе бидат благословени, it was preached to him the gospel. всушност на тој начин на него му беше проповедано Евангелието. God made with him a covenant, Господ склучи завет со него
And Abraham is dying without receiving the promise. А Аврам умира без да стане наследник. Значи, да го прими ветувањето. Why? Вау. Why? 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 Зошто? Зошто? The prophecy says that Please, let Jacob, let's see. The promise was made to Abraham. да ги to оставиме stay and to Јаков give и the Исак. country. Значи, ветувањето Let му the е other дадено ones. на Авраам. Да ги оставиме другите. Yes, but neither Jacob, neither Isaac, neither their children did not inherit the Но country. ни Исак, ни Јаков, ни нивните деца не ја наследија земјата. Hebrews 11:10. Okay, until there. Thank you very much. You are thinking. Ви Thank you very благодарам much. што God размислувате. is working here. Господ работи, значи. Praise God. Слава на Бога. Dear brother, I want you to think. Драги браќа, ве молам размислувајте. Сакам да размислувате. God is not a liar. Господ не лаже. If God tells me that will give me this Bible, Ако Господ ми каже дека ќе ми ја даде оваа Библија, He will give me the Bible not to my son, тој мене ќе ми ја даде Библијата, не на мојот син, because He promised it to me. затоа што мене ми ја ветил. It's the same thing with Abraham. И истото е и со Аврама. Now, if God promised to give me the Bible Сега, ако Господ ми ветил дека ќе ми ја даде Библијата, and I die, и ако јас се случи да умрам, I am no more. значи јас не постојам повеќе. When God shall give me the Bible, Тогаш кога Господ ќе ми ја даде Библијата? After the resurrection. you see, He will raise me up Ќе ме воскресне to fulfill His promise and give me the Bible. за да го исполни своето ветување и да ми ја даде Библијата. So in Genesis chapter 15, Значи во Битие 15 глава we have the promise of the resurrection, го имаме ветувањето за воскресението. because in gospel there is resurrection. Бидејќи дел од Евангелието и воскресението. The country was promised to Abraham and to his seed. Not only to Abraham, not only to his seed, but to Abraham and to his seed. Че ветувањето беше дадено до Аврама и до неговото семе, не само до Аврама, не само до семето, туку и до Аврама и до семето негово. So you understand, Значи разбирате ли? God is not a liar. Господ не лаже. Do you think that God can lie? Што мислите дали Господ може да лаже? If God will come here А кога би дошол Господ овде and меѓу will нас, say и ако речеме that here in the front of the pulpit it is a horse, дека овде пред говорницата има конј, it is or it is not? дали има или нема конј? If God promises, it is. We must understand this. God cannot lie, Ова мора да го разбереме, значи Господ не лаже. because when He speaks, there is. Затоа што кога тој ќе проговори и ќе биде. So that's why God cannot lie, Затоа Господ не може да лаже. because when He says something, it is. Кога нешто ќе каже, тоа е. When He says about us that we are righteousness, we are. Кога за нас вели дека ние сме правда, праведност, тогаш сме. But it's necessary that God says so, not we. Но неопходно е тоа Господ да го каже, а не ние. Now, we go further. Genesis chapter 17. Одиме понатаму, Битие 17 поглавје. Are you have some little children at home? Дали имате мали деца можеби дома? Во своите домови? No. You have some problems? If there is somebody who has problems at home,
can go without any problem. Nobody will upset. Neither God. He understands us. Значи ако некој има деца или некаков проблем, не знам, може и да си замине. Значи никој никога нема да вознемирува воопшто. So everybody that wants to go now because has problems at home can go. Значи секој кој што сака да замине, ако има некакви проблеми и потреби, тогаш може да замине. I need another some minutes. I cannot tell how many Значи потребно ми се уште неколку минути, сега не знам да ви кажам уште to колку, finish the subject. за да завршиме со темата. I'm able to challenge your patience because I will go back to my home and you'll forget me. Можам да предизвикам вашето трпение, затоа што тука сум неколку дена, ќе заминам и ќе ме заборавите после. So you won't be upset all the life with me Значи because немате да бидете вознемирени цел живот заради мене, пошто ќе заминам. I kept you at the church 1 hour and a half or 2 hours. Затоа што ете можеби ќе ве држам во црква час и пол или па можеби 2 часа. Until tomorrow. Okay, I have only one guilt. Guilt. Значи за едно нешто само сум виновен. I don't speak your language. Значи еден проблем имам што не го зборувам вашиот јазик. Because if I can't speak your language, our time will be half. Затоа што нели ако кога би можел да зборувам македонски, тогаш се преповолува времето без превод, нели? But this is the situation. We must have double time because we speak two languages. Но таква е ситуацијата. Заради различноста на јазиците. For me it's okay. For me it's okay. За мене не е проблем и толку. Okay. Genesis chapter 17. Значи Битие 17 глава. But before, Но пред да прочитаме, the promise that God made to Abraham in chapter 12, it is the same with that promise made in chapter 15, or are two different promises? дали ветувањето што Господ му го дал на Аврама во 12-тото поглавје од Битие е истото ветување што е дадено во 15-тото поглавје или пак се две различни ветувања можеби? The same? Thank you, the same. Ви благодарам. Истото, значи. We are going in Genesis chapter 17. Битие 17 глава, значи. We are reading verse 7 and verse 8. Читаме 7 и 8 стих. And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generation for an everlasting covenant. Го склучив својот завет меѓу мене и тебе и твоето потомство после тебе. Свој вечен завет за векови. So the covenant was made between God and Abraham and his seed forever, yes? Значи, Господ склучил завет со Аврама и со неговото семе за векови. Дали така е? Okay, we read further. Читаме понатаму. To be a God unto thee and to thy seed after thee. Јас ќе ви бидам Бог тебе и на твоето потомство после тебе. Now pay attention to verse 8. Сега внимавајте на 8 стих. And I will give unto thee Ви ја давам тебе and to thy seed after thee и на твоето потомство после тебе the land wherein thou art a stranger, земјата во која престојуваш како придојденец. all the land of Canaan for an everlasting possession. Целата хананска земја во вечна собственост. Look please again to verse 7, but especially in the beginning of verse 8. Значи, погледнете повторно во 7 стих, но посебно во почетокот на 8 стих. Verse 8. And I will give unto thee Значи, ви ја давам тебе and to thy seed after thee и на твоето потомство после тебе this country in which you now are a stranger. земјава во која што престојуваш како придојденец. I want to think Размислете and ask God for an answer. и барајте одговор од Господа. Who's the seed of Abraham?
Кое е Аврамовото семе? Think before answer. Размислете добро пред да одговорите. I don't answer because you can answer in 1 second. Јас не одговарам затоа што би требало да одговорите во една секунда. Who's the seed of Abraham? Кое е Аврамовото семе? My brother tell I and the rest of all. Okay. Other answers? Аха, значи нашиот брат вели и јас и сите останати. А некој друг одговор дали има? Тоа веќе го кажавме, да. She says that in you all the people will be blessed. Yes. Okay. It's the same answer like Тоа the е brother. сличен одговор како на I need братот. another one. Don't repeat the same answer. I need another one. Барам некој поинаков одговор. Ask God. Побарате од Бога. Please ask God to give you the answer. Ќе ви даде одговор. And He will give you the answer. Ќе ви даде сигурно. Galatians chapter 3 verse 16. Галатјаните 3:16. Those that have the faith of Jesus. Now to Abraham and his seed were the promises made. Значи, Галатјаните 3:16 читаме. А ветувањата им беа дадени на Аврама и на неговото семе. He said not, and to seeds as of many, И не вели на семињата како за мнозина, but as of one, туку како за еден, and to thy seed, и на твоето семе, семе со голема буква дори, which is Christ. кој е Христос. Why did you told me that in Genesis 3:15 the seed is Christ? And here you didn't give me this answer. Зошто во Битие 3:15 ми одговоривте дека семето е Христос, а овде се збуневте, не ми дадовте одговор. I've told you, write it on your notebook or keep it in your mind. Затоа ви реков да го запишете 3:15 во вашите бележници или пак да помнете. Who is the seed? Кој е семето значи? Jesus. Thank you very much. Исус. Now let's go back to Genesis chapter 17. Да се вратиме сега во Битие 17 глава. And we will read again verse 8, changing the seed with Jesus. Are we allowed to do this? А ќе очитаме the 8th verse. Yes. Ќе очитаме 8 стих од 17 глава, каде што место семе ќе ставиме Исус. Значи на местото на зборот семе ќе ставиме Исус. Are we allowed to do this? Или потомство. Дали можеме ова да го направиме? Have you the right to do this change? Дали имаме право за вакво нешто? Yes, because it's the word of God. We're Because- telling that is so. Нели, затоа Now, што- please read with me. Читайте со мене. And I will give unto thee and to Christ after thee the land in which you are a stranger. Ви ја давам тебе и на Христа после тебе земјата во која што престојуваш како придојденец. So who should be the heir of the country promised to Abraham? Значи, кој треба да биде наследникот на ветената земја на Аврама? Abraham and Jesus. Аврам и Исус. The promise was made to both. Значи, ветувањето е до двајцата, значи. До обата. Let's go in Romans Одиме сега во Римјаните, chapter 4. 4 глава. I want to read verse 13. Би сакал да го прочитаме 13-тиот стих. For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Зашто ветувањето на Авраама или на неговото потомство, дека ќе биде наследник на светот, не дојде преку законот, туку преку праведноста од верата.
So God made a promise to Abraham. Значи Господ му ветил на Аврама, He preached to him the gospel. му го проповедал Евангелието, He made with him a covenant, an everlasting covenant. склучил завет, вечен завет со него. And in this covenant, he promised that he will give to him a country. И преку овој завет му се заветува, значи дека ќе му даде земја. To him and to his seed, but the seed is Christ. Нему и на неговото семе, но видовме дека семето е Христос. And the basis for this promise is not the law. А основата на што се заснова ова ветување не е законот, читаме, нели? It is righteousness by faith. Туку е праведноста од верата. Do you now understand the words of Jesus? Дали сега ги зборуваме ги сваќаме Христовите зборови? If you do not understand the words of Moses, Дали сваќаме сега дека ако не ги разбираме Мојсиевите зборови, you cannot understand my words. тогаш не можеме ни Исусовото слово да го разбереме. Because you believe that your redemption stays on your obedience to the law. Бидејќи можеби верувате дека вашето спасение се заснова на вашата послушност кон законот. But Moses said that your redemption is based on righteousness by faith. Но Мојсей вели дека вашето спасение, вашиот откуп се заснува на оправдување со вера. And faith is that will lead you to the obedience of the law. А верата е таа која што ќе ве доведе до послушност на законот. And they were puzzled. А тие беа едноставно збунети, да. The Pharisees had all the Bible here. Фарисеите целата Библија имале во својот ум, значи наизуст, некои ја знаеле. But they understand almost nothing Но скоро from it. ништо не разбрале од неа. When righteousness of God was present in their midst, Кога Божјата правда била присутна среден нив, when the basis of their resurrection and their promise of a country was there in their midst, кога основата за нивното спасение и нивното наследство на ветената земја се наоѓало меѓу нив, значи, they said, тие рекле, if this man does not die, што рекле, ако овој човек не умре, the Romans will destroy our nation. римјаните ќе ја уништат нашата нација. How much darkness? How much darkness? Колкава темнина, значи, колкав мрак. In Romanian we have a proverb Во Романија имаме една поговорка, that sometimes the night is so dark that you can cut it with a knife. дека некојаш ноќта е толку темна што можеш да ја сечеш со нож. That kind of night was the night of the Jews. И во таков мрак се наоѓале израелците, евреите. When the light of God was shining in their midst, Додека Божјата светлина сјаела среден нив, now we are going back to Genesis chapter 17 verse 8. одиме повторно во Битие, We won't read, but you are looking there. which 8. 17 with 8. 17:8. 17 глава 8 стих. Можете да погледнете. Looking there yourself, you must answer to a question. Погледнете го стихот и морате да одговорите на едно прашање. You have the answer, Ivona gave it to you, and I ask her to say nothing now. Го имаме одговорот преку одговорот што го даде Ивана, но ја замолив нели да застане, да не кажува. Which is the country that God promised to Abraham? Која е земјата која што Господ му е ветил на Аврама?
Thank you very much. The new earth. Ви благодарам, значи новата земја, да. God has never promised to Abraham a Canaan, an earthly Canaan. Господ никогаш не му го ветил на Аврама земскиот Ханан. You are living in a country, when I heard that, so that you have a lot of Muslims here. Живеете во земја во која што нели слушнав дека имате доста и муслимани. Today, the Muslims and the Jews and some Christian churches Денеска муслиманите и евреите и некои христијански цркви are fighting for a land that Se God bora. did not promise to anybody. се борат, војуваат за земја која што Господ на никому не му ја ветил. That's a good start to evangelize the Muslims from Skopje. Тоа може би еден добар старт, начин да се евангелизираат муслиманите овде во The Скопје. Muslim and the Jews are fighting for an earthly land that God did never promised to Abraham. Значи муслиманите и евреите се борат за земја која што никогаш, ама никогаш Господ не му ја ветил на Аврам. Because Abraham was promised the new earth. Затоа што на Аврама му беше ветена новата земја. Lead the Muslims from here to that promise. Еве можете значи да им покажете, да ги поведете муслиманите кон ова ветување. Да му го Lead the покажете. Jews to that promise. Исто и евреите. Lead yourself and other brothers and sisters and the other evangelical church to that promise. Исто и сите нас и другите христијани да ги насочиме кон ова ветување. Never God promised to Abraham the earthly Canaan. Че никогаш Господ на Аврама не му го ветил земскиот Ханан. Abraham never inherited it. Аврам нели никогаш не ја наследил таа земја, His son never inherited it. неговиот син никогаш не ја наследил. If you remember, he was fighting, it was not a fight, but discussion with some people about the springs, the fountains with waters. In Canaan. Ако се сеќавате, нели имаше некој вид расправија околу изворите во Ханан, And they said to him, go from here, this is our water. и што им велеа одидете од овде, одете од овде затоа што ова е наша вода. And he said, God did not promise me this dust. I let you with the dust and with the water, and I go far away. Because I'm seek first the kingdom of God. Who says that? Abraham? Okay. After he fight with them for what? И се сеќавате Исак што им вели? Ви оставам и водата и сета таа прашина и ништо тоа Господ не ми ветил. And then? You just said everything? No, just where is that he was not promised this water. He left their water Okay. and stayed and waited for the promise of God. Аха, значи им оставил се и рекол јас ке чекам на Божито ветување. The son of Abraham did not fight for the land. Значи Аврамовиот син не се борел за земјата. He let the land in the hands of those who had it. Им ја оставил на оние кои што ја имале. My part is not with this land. Мојот дел нема врска со оваа земја. My heart is not on this land. Моето срце не е врзано со оваа земја. Please tell me, who was that teacher of him that taught him to think so? Ве молам, кажете ми, кој е тој учител што го научил вака да размислува? Ебрахам. Yes, let's go in Hebrew chapter 11. Да What отвориме, verses, Bona? What verses? кој стих, Ивана? 10. Евреите 11. Let's start with 8. It's 10, but let's start with 8. Да започнеме со 8 стих, 11 глава, Евреите 8 стих. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went.
Преку вера Авраам послуша кога беше повикан да излезе на местото што требаше да го прими во наследство. И излезе не знаејќи каде оди. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country. Преку вера се насели во земјата на ветувањето како во туѓа земја. Dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. И се настани во шаторите заедно со Исака и Јакова, сонаследници на истото ветување. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Зашто бараше град со основи, кому Бог му е градител и творец. So the father Значи таткото teach his son го учи својот син to look for a better country. да гледа, да чека на подобра земја. Please, parents, raise your hand. Ве молам, родители, кренете ги своите раце. Кои сте родители? All the parents, raise the hand. Сите родители нека ги кренат своите раце. Thank you very much. Ви I will благодарам. ask you something, don't answer, but answer in your heart and in your mind. Ќе ви прашам едно риторичко прашање, значи ќе ви прашам, одговорите си сами на себе, не мора гласно. Your sons and daughter Дали вашите синови и керки have saw that you are looking for a better country, not fighting for dust here? Дали вашите синови и керки гледаат во вас дека очекувате некоја подобра земја или се тепате тука за овој земски прав? This is the lesson. All are fighting for the dust. Секој за себе. Да, yeah, okay. You can continue. Okay. So, I understand that you recognize that our eyes was here. Now, my dear brother, Сваќам дека признаваме дека очите ни се повеќе насочени нели кон земското. not tomorrow, now. Сега, драги браќи и сестри, не утре, туку сега. Boys and girls. Момчиња и девојки. Again, now, boys and girls. Повторно, сега значи. From now on, Од сега па понатаму. you must see your eyes of your parents Мора да гледате, forwarded to heaven. да ги видите очите на вашите родители насочени кон небото. From now on, you have the right Од сега па понатаму имате право to ask your mother and your father да ја запрашате својата мајка или својот татко to lead you to heaven. да ве носат кон небото. Now you have the word of God, Го имате Божјото слово so you have the authority to confront your parents' sins и имате авторитет да им се спротивставите ако е потребно. and say to them, let's stop sinning. И да им кажете, ајде да престанеме да грешиме. Let's stop staying on this earth. Да престанеме да стоиме на оваа земја. Let's stop playing as the church, Да престанеме да си играме црква as the board meeting, или црковен одбор, as the faithful, како да сме верни and start being the church и да почнеме да бидеме црква who understand the covenant of Abraham. која ќе го разбере, која го разбира Аврамовиот завет. Do not forget never the words of the spirit of the prophecy. Немојте никогаш да ги забравите зборовите од духот на пророштвото. The only means of salvation is provided under Abrahamic covenant. Единствените средства за спасение ни се обезбедени само под Аврамовиот завет. And into Abrahamic covenant was made А во Аврамовиот завет беше a promise by God беше дадено, значи, Божје ветување to you, до тебе, to Christ, до Христа and to those who are in Christ,
и до сите оние кои што се во Христа, I will give you the country. дека ќе им биде доделена, ќе им биде дадена земјата. That's our fight. Тоа е нашата борба, тука треба да биде насочена нашата борба. To move our eyes from the earth to heaven. Да ги тргнеме нашите очи и да ги свртиме кон небото, да ги дигнеме кон небото. Let's go in Hebrew. Да отвориме во Евреите. We will try to read as less as possible. Ќе се обидеме да прочитаме што е можно помалку. So I will choose some verses from here. Ќе изберам неколку стихови од овде. In chapter 3 and chapter 4, Paul is speaking about the Jews and the rest promised to them. Значи во Евреите 3 и 4 глава Павле ни зборува за евреите и за ветувањата што им беа дадени. In verse 8 we found something interesting. 4:8. Во 4-то поглавје од Евреите, 8 стих, наоѓаме нешто многу интересно. For if Joshua had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Зашто ако Исус Навин можеше да ги доведе во починка, не би зборувал после тоа за друг ден. Because Joshua did not lead the people of God into the promised land. Затоа што Исус Навин не го воведе Божиот народ во ветената земја. Through David, God prophesied of another day. Преку Давида, Господ прорекол еден друг ден. Today. Денес. You're reading the 7th verse? No, I'm saying that. Okay. Today. Денес, if you will hear his voice, ако го чуете неговиот глас, hearken not. Не закорувајте ги вашите срца, тоа е во 7 стих претходниот. Today. Денес. Because the promise of God to Abraham was not fulfilled. Затоа што ветувањето дадено до Аврама не беше исполнето. There is another day. Има еден друг ден. Today. А тоа е денес. It's our day. Нашиот ден, денешниот ден. This is the moment of our decision. Ова е моментот на нашата одлука. To decide to live righteousness by faith. Да одлучиме да живееме да го живееме оправдувањето со вера. Righteousness by faith means, please open Romans 4:13. Оправдувањето со вера значи, да отвориме во Римјаните 4:13. Means that the promise made to Abraham, to Christ, and to those which are in Christ, that they will inherit the earth, the world. Значи дека ветувањето што му беше дадено на Аврама, на Христа и на оние кои што се во Христа, дека ќе бидат наследници на светот, was made on the basis of faith. Значи не дојде преку законот, како што вели, туку преку праведноста од верата. All what have we studied in this evening needs to be, the study needs to be going forward. Се што проучувавме вечерва треба да се надогради понатаму. But in this meeting we won't have time to take step by step. Меѓутоа вечерва немаме време, значи да одиме и во наредни предавања чекор по чекор. But you must study this subject further. Но со ова морате да го проучувате дома, значи понатаму, подлабоко. Don't stop here. Не застанувате овде. Because if you stop here, затоа што ако застанете овде, the devil has a lot of things outside that will attract our lusts. Затоа што ѓаволот надвор има еден куп работи со кои што може да ни ги привлече нашите страсти, нашите желби и така натаму. If the Holy Spirit called you in this evening, ако Светиот Дух ве повикал да дојдете вечерва, don't say tomorrow, come again. Немојте да речете утре.
Don't say tomorrow. Don't say tomorrow, come again tomorrow. Okay. Дојдете повторно и утре. That's the moment. This is the moment. Right now. Значи не утре, да речете утре, туку денес, сега е моментот. When the Holy Spirit is waiting for an answer from us. Кога Светиот Дух очекува одговор од нас, Are you ready to enter into my promises? дали си спремен да влезе, to enter into my Into my promises, to accept my promises. да ги прифатиш моите ветувања? I'm not asking anything to bring to you, to me. Now, Значи, не барам ништо од вас да ми донесете нешто, I only need your will туку потребно ми е само вашата волја to be submitted to my will. да биде предадена на мојата волја. I want you to be agreed to die that Christ may live in you. Сакам да бидам спремен да умрам, за да може Христос да живее во мене. Because when you are good, you are evil. Затоа што кога мислите дека сте добри, всушност сте зли. When you are making good, you are making evil. When you are doing, When you are doing. кога правите добро, всушност правите зло. All thy good deeds are like a spotty dress in my Сите sight. ваши добри дела се како валкана облека во моите очи. God does not accept our goodness. Господ не ја прифаќа нашата добрина, He wants to have in us His goodness. туку тој сака во нас да се покаже неговата добрина. God does not want to love each other with our love for each other. Господ не бара и не сака ние да се сакаме меѓусебно со некоја наша љубов, God wants us to love each other with His love. туку да се сакаме со Божјата љубов. My dear brothers and sisters, Драги браќа и сестри, the words of God are not the contractual part. Are not part of a contract. значи Божјото слово не е спогодба, не се спогодува. He never said, Тој никогаш не вели, if you are good, you will be redeemed. тој никогаш не вели ако сте добри, ќе бидете спасени. When God said, Кога Господ вели, you shall not kill, не убивај, you shall not lie, не лажи, you shall not commit adultery, не прави прелюба, He did not ask for us to do these things. тој не бара од нас да правиме така, He promised that He will do this in us. туку ветува дека тоа тој ќе го прави преку нас. Ellen White is saying about this, Елен Вајд во врска со ова вели вака, that every command from God is a promise. дека секоја Божја заповед е всушност ветување. You understand what I'm saying? Дали разбирате што сакам да кажам? Ne. She does. Okay, I will explain again. Ќе се обиде да објасни. Explain after. Let's choose a promise. Do not lie. Еве да речеме да го избереме ова ветување. Не лажи. How many of you can rest on the idea that if Christ will come today, Колкумина од вас можете да се потпрете на идејата дека ако Исус овде се појави вечерва He don't find you living in a lie. и нема да ве најде дека живеете во лага. Ако дојде вечерва, дали може да се потпрете на такво нешто? You understand me? God does not accept
does not want us and not wait us to become good. Господ не бара или не чека на нас да станеме добри. He wants Him to work in us and He to make us good. Туку тој сака да тој работи во нас и да не направи добри. Тоа е разликата. I'm not I that who keep the commandments. Не сум јас тој што ги држам заповедите. It is Christ in me Туку Христос во мене ги држи. that works in me, Што работи, значи тој работи во мене that I may keep the за да commandments. можам да ги држам заповедите. Because if my eyes now are on the dust, Затоа што ако очите ми се насочени на во земскиот прав, Christ is not in me, ако Исус не е во мене, agree? се служуваме, нели? Мислам со тоа Исус не е во мене, ако очите And ми се if таму. Christ is not in me, А ако Исус не е во мене, but He is the heir of the promise, а тој е Jesus is the heir, а тој е нели наследникот на ветувањето, but He is not in me, а не е во мене, тогаш I won't be a heir of the promise. јас нема да го наследам ветувањето. I will be an heir of the promise only when Jesus is in me and I in Jesus. Јас можам да го наследам ветувањето само ако Исус е во мене и јас во него. When my eyes shall turn from the earth to the heaven, Кога моите очи ќе се дигнат од земјата кон небото, only then I can say about me, I am the heir of the world. само тогаш можам за себе да кажам дека јас сум наследник на таа земја. Because the only means of salvation is provided under Abrahamic covenant. Затоа што повторно ќе повториме, единствените средства кои што го обезбедуваат спасението се во Аврамовиот завет. And nowhere else. И никаде на друго место. So, that's why I told you, look at the commandments of God Затоа ви реков, погледнете на Божите заповеди, as being the promises of the work of God in you. значи гледајте на нив како на ветувања дека Господ тоа ќе го направи во вас. It's not something that God is asking you to do. Значи тоа не е нешто што Господ го бара од вас да го правите. It is something that He promised that He will do to you. Туку тоа е ветување што тој го дал дека ќе го стори тоа преку вас, во вас. But the carnal mind never will accept this. Но телесниот ум вакво нешто никогаш нема да прифати. That's why it was necessary that Jesus be put on the cross. Затоа беше потребно Исус да биде распнат на крстот. Because He went in the middle of His church and said, Затоа што среде неговата црква рече: your righteousness is not righteousness. вашата праведност всушност не е праведност. My righteousness is my righteousness. It's my real righteousness. Мојата правда е ваша правда. You must eat my body, my flesh, and drink my blood. Вие треба да го јадете моето тело и да ја пиете мојата крв. And for some of the disciples, these words were, wow. И за некои од учениците овие зборови навистина беа шокантни. They left Him and said, let him alone. Let's go. Го оставија и рекоа, човекот забегал. In John chapter 3, we have recorded the discussion between Nicodemus and Jesus. Во Јован 3 глава, нели, го имаме спомнато средбата меѓу Никодим и Исус. And Jesus is telling to Nicodemus, И Исус му се обрека на Никодим: I'm telling you the truth. If a man вистина ти велам, ако човек is not born again, не се роди одново, he повторно, cannot see the kingdom of God. нема да го види Божјето царство. And Nicodemus said, А Никодим што вели? how can an old man be born again? Како може возрасен човек повторно да биде роден? And Jesus told to Nicodemus the same words that
are there in John 5 that we have read. А Исус му ги кажува на Никодима истите оние зборови што ги прочитавме во Јован 5 глава. You are the teacher of Israel. Ти си учител во Израел. What he was teaching to Israel? Каков учител бил во Израел? Moses, of course, no? Нели ги поучувал во врска со Мојсе, Мојсеевите книги. So you are teaching the people what Moses was saying. Значи ти ги поучуваш луѓето што велел Мојсе. But you have any clue what to be born again means? А немаш поим, значи што значи да бидеш повторно роден? Nicodemus. Никодиме. The truth about to be born again is written in the writings of Moses. Вистината за тоа што значи да се биде роден повторно е запишано и во списите на Мојсеја. Because if you are born in flesh and blood, затоа што кога се раѓаш нели во тело и крв, you cannot inherit the country that was promised. Како таков не можеш да ја наследиш ветената земја. You must be born from the Spirit. Мора да бидеш роден од дух. To be another person, да not станеш, one from the earth. Да станеш ново битие, не оној земскиот. A fleshy не one. од земјата, не a carnal one. Телесен. A lusty one. Не оној кој што посакува со страсти. But one in which the Holy Spirit to live. Туку оној во кого што ќе живее Духот Свети. You understand me what the covenant it means? Дали разбирате што значи овој завет? What righteousness by faith is? Што е оправдувањето со вера? It is the calling of God to us. Тоа е повикот од Господа упатен до нас to die. Да умреме. To die. Да умреме. From this moment, nobody of us must be alive. Од овој момент па понатаму никој од нас не треба да биде жив. Јас. No. Не треба да постои. Jesus. Туку Исус. I mean the church. Мислам и на црквата. You may say. I mean the committee. Аха. Вие можете да кажете дека сте дел од црквата, дека сте дел од одбор. I'm missionary, I'm pastor. Јас сум мисионер, јас сум пастор, можете да кажете. I'm Adventist. Јас сум адвентист. Please think in this night to a question. Размислувајте оваа вечер на едно прашање. I will address the question and we stop. Ке ви го поставам прашањето и тука и ќе застанеме. I will make a declaration. Значи ќе дадам изјава. And I will ask you to think if it is correct or no, but do not give me the answer. Think on this in this evening. И ќе ве прашам дали е вистината изјавата или не, меѓутоа не ми давајте одговор. Размислувајте за тоа само. Those person in which Christ lives, оние во кои што Христос живее, and those persons which are in Christ, и оние кои што се во Христа, are in the church. Are in the church. Се во црквата. The other, no. Останатите не се во црквата. While you are answering to this, значи, додека одговарате на ова, додека размислувате како да одговорите, have in mind that the church is the body of Christ. имајте на ум дека црквата е Христовото тело, не се ѕидови, не. So we have Christ the head. Значи го имаме Христа како глава. We have the church, his body. Ја имаме црквата, неговото тело. And the question. И прашањето е:
those who are in Christ and in Christ it is in them Значи, оние кои што се во Христа и кои што го имаат Христа во себе, are the church. тие се црквата всушност. The other one, no. Тие ја представуваат црквата, другите не. May God help us to find the answer. Нека Господ ни помогне да го пронајдеме точниот одговор на ова. I wish you a good evening. Ке ви посакам добра вечер. I'm not sorry that I stay until 9 without 15 minutes. Не ми е жал што без 15 минути ве задржав дури до 9 часот. Because those who do not love the word of God had the possibility to leave. Бидејќи оние кои што можеби Божјото слово им е досадно, имаа можност и да напуштат. And those who love it had the possibility to stay. А оние кои што го љубат, имаа можност да останат. You must know that in this evening, in the records of heaven, Мора да знаете, да ви е јасно дека оваа вечер во записите на небото it was written what was happening in this night here, беше запишено што се случуваше оваа вечер овде на ова место. and the angels wrote with an ink that cannot be erased И ангелите запишаа со мастило кој што не може да биде избришено. the decisions that we have took. Значи ги запишаа нашите одлуки. If they are good, God bless them. Ако се добри одлуките, Господ нека ги благослови. If they are not, А ако не се, still they can be changed. има се уште шанса да бидат променети. God help every one of us. Нека Amen. Господ ни помогне на сите нас. Амин.